И преоѓаме на други содржини, бидејќи е време за гости. Нашите гостинки веќе пристигнаа во другиот агол од студиото. А со нив е нашата драга колешка Ирена, да се имаат најдобрите просветни работници кои се светилници на нашето живење, вистинска чест и привилегија. Добро утро за гостите и добро утро за тебе, Иренче. Добро утро, Сузе. Благодарам за оваа навистина преубава најава и убаво кажа навистина како што треба, светилници на нашето образование. Две прекрасни дами имаме утрово со нас овде во студиото. Ни пристигнаа точно на време школски и дури и пред време како што треба и како што доликува на еден просветен работник. Да се ги представиме гостите. Веднаш до мене Александра Митровска, наставник по англиски јазик, која што ни доаѓа од основното училиште Петар Попарсов во Скопје, од општина Карпош, и која што е воедно и просветен работник на годината на град Скопје. И до господја Александра е господја Даниела Штериова, која што е директор на општинското основно училиште Петар Попарсов од Карпош 4, поточно од општина Карпош. Добро ви утро. Ви благодарам што сте ова утро заедно со нас. Еве навистина ни го разубавивте и студиото, и телевизијата, и убава енергија са бајле понеделнички ни внесовте. Честитки за вас, Александра, за оваа награда, просветен работник на годината за 2025 година. Оваа награда ја организира Сдруженијето на просветни работници во организација со град Скопје. Што за вас лично значи оваа награда? Искрено, оваа награда е навистина огромно признание и потврда за целокупната посветеност и труд која што сме ја посметила изминатите години. Работа веќе 16 години во училиште. Огромна е честа и задоволството да се биде просветен работник на годината, но секако ова придонесува и голема одговорност, бидејќи навистина како наставник вие мора многу да се трудите да работите со учениците. Работата е многу интересна, меѓутоа многу и бара да се посветите, особено кога ќе се сретнете со различни предизвици кои што ги среќаваме секојдневно. Во еден ден или во една година може да сретнете многу убави среќни моменти, меѓутоа често пати се среќаваме со предизвици за кои што ние мораме заедно со учениците да работиме и да се развиваме, но и да се минуваме заедно со нив. Сме сретнале многу ситуации во кои што имало ученици кои што се доведувале во ситуација да не знаат нешто, да не знаат како тоа да го направат, но доколку ние наставниците не ги поддржуваме или не би можеле понатаму тие да успеат во животот. Сум имала ситуација кои што имало ученици дури кои што не сакале да одат на училиште, но постепено со работа, со мотивација, со поддршка успевале да ги надминат сите тие предизвици и понатаму да видиме дека тие се оствариле во едни вистински личности. Затоа сметам дека оваа награда е поттик не само за мене, туку и за сите останати колеги да работат, да се посветат на децата, бидејќи само така може да бидеме успешни наставници. Да, во професијата. Сега како просветен работник на годината, што веќе не изминува 2025 година, да објасниме по кој критериум се одбира најдобриот просветен работник на град Скопје. Ова е само за просветен работник од прво до 9 оделение во основно училиште или општо и средните се опфатени? И средните се опфатени, градинките се опфатени, и стручните се работници исто така. Да, значи повеќе категории постојат, секако како и секој конкурс, така и овој има следени критериуми кои што треба да ги исполнувате. Првенствено, да речем, оној најбитниот е да имате минимум 15 години работно искуство во наставата, понатаму да имате остварено многу признанија, награди, односно во работата да бидете многу успешни. Значи сите оние дипломи кои што ги имате, сертификати и така натаму, учество во проекти многу, значи во соработки кои што се остваруваат не само на локално, регионално, национално, па дури на меѓународно ниво, сето тоа придонесува да наставник да се оствари во целост и да стигне до оваа награда. Но секако не се само хартиите оние кои што покажуваат дека наставникот е навистина добар или успешен, туку напротив, добар наставник е оној кој што мотивира, кој што дава поддршка на децата, кој што ги инспирира и кој што секогаш стои на нивниот пат, им дава поттик за да можат понатаму да станат во вистински луѓе кои што се оствариле во својот живот и кои што постигнале нешто за кое што не верувале дека може да се случи. Така е. Вие сте наставници по англиски јазик и директорката исто и вие. Тоа значи дека дечињата ги водите од прво оделение па се до 9-то. Значи еден процес 9 годишен. Можам слободно да кажам, можеби и повеќе сега да не ми се налутат класните раководители или оделенските наставници, меѓутоа наставникот по англиски јазик навистина од прво до 9-то оделение си
си ги води учениците, значи од дечиња, малецки, па навистина до тинејџери. И претпоставувам дека и двете ве мотивира и ве исполнува тој процес кога гледате како се развиваат дечињата во тие 9 години. Јас би ја замолила режијата, ние имаме подготвено и фотографии, еве веќе и одат во моментот фотографиите. Подоцна ќе се навратиме за англискиот јазик. Ова се фотографии од вашето училиште, значи од многобројни активности кои што ги има училиштето преку годината. Тука би сакала да ја вклучиме и директорката господјата Даниела Штериова, која што ќе ни каже за тоа какви се воннаставни и наставни активности има училиштето и секако она што е важно да ги запознаеме гледачите со историјатот на училиштето Петар Попарсов. Благодарам, Ирена, за поканата. Навистина е големо задоволство и чест да бидам денеска со вас. Со тоа што ќе наведам околу историјатот пред се на училиштето. Значи, училиштето Петар Попарсов, почетоците се некаде во 60-тите години. Училиштето во тој период функционирало во рамките на повеќе училишта низ територијата на град Скопје, со тоа што тоа биле паралелки каде што се реализирала настава на српско-хрватски јазик. Првите вакви паралелки биле отворени во тогашна населба Идадија, со тоа што во 1964 година ова училиште било префрлено во повеќе училишта, како што наведов, на територијата на општина Карпош и во еден период било и во основното училиште Коле Неделковски, да по известно време, кон крајот на 60-тите години, добие своја собствена зграда во сегашната населба Аеродром. Во периодот на развој и изградба на населбата Карпош 4, се воочило нормално потребата од изградба на ново училиште заради наплив на голем број на население и се решило да во новата училишна зграда практично се префрли основното училиште Иван Горан Ковачич. Така што ова училиште, како што тогаш го носело името, нели, Иван Горан Ковачич, започнало со работа во учебната 72-73 година. Во 90-тите години, во времето на осамостојување на Република Македонија, училиштето го променува своето име и го добива сегашното име Основно училиште Петар Попарсов. Значи над 50 години Да. 23-та година имавме јубилеј, 50 годишнина од постоењето на основното училиште. Имаме навистина голема архива во училиштето и е многу интересно да се погледне како училиштето се развивало низ голем број на фотографии и податоци и документи. Еве си одат фотографии. Да. Вие таман ќе искористите сега тука и да ни кажете за воннаставните и наставните активности на училиштето. Верувам дека ги имате многу. Имаме многу и навистина кога се подготвував, нели, за сегашнава денешниот разговор, беше голема, како да кажам, предизвик за мене што се да вклучам. Со тоа што ќе кажам дека покрај реализацијата на редовната настава во училиштето се реализираат голем број на воннаставни активности. Овие воннаставни активности можеме да ги категоризираме на неколку нивоа, односно од неколку типа. Пред се тука ќе се задржам на училишните спортски клубови кои што функционираат во нашето училиште и се реализираат во рамките на повеќе спортови, како на пример футсал, одбојка, кошарка, ракомет и спортско-корективна гимнастика за учениците од оделенска настава, кои што се многу важни во однос на правилен физички развој на дечињата. И особено голема важност во воннаставните активности се така наречените акции кои што се реализираат во училиштето. Овие акции е многу важно бидејќи ги реализираме во многу, да кажеме, тесна и плодна соработка помеѓу наставниците, родителите и учениците. Овие акции се делат на, како што реков, на повеќе видови. Еден вид на акциите се така наречени хуманитарни акции, во кои што организираме базари, разни настани, хепенинзи, каде што собираме хуманитарна помош за социјално ранливите категории. И таа хуманитарна помош е во материјал како, например, прехранбени производи, средства за хигиена, училишен прибор, некогаш собираме и финансиски средства и ги донираме на одредена категорија на граѓани или ги наменуваме за одредени цели, некогаш и за потребите на училиштето.
Исто така, во училиштето имаме реализација на голем број на акции од областа на екологијата. Да. И овие ние присуствувавме на една таква работилница, нели? Кај вас во живо. Така беше, да. Значи, во однос на еколошките акции, имаме акции каде што собираме материјали, кои што можат потоа да се рециклираат. Првично правиме селекција, а потоа ги вклучуваме во процесот на реупотреба или рециклирање и се многу важни, бидејќи ја подигнуваат еколошката свест кај учениците за значењето на здравата животна средина и значењето на важност од селектирање на отпад и правилно менаџирање, односно справување со отпадот. И другиот тип на еколошки акции се еколошки акции за уредување на училишниот простор и посебно сме успешни во уредување на училишниот двор. Да. Одлично. Сакавте уште нешто да кажете? Сакав само да додадам, односно еве пофалба за училиштето, за сите сегменти, нели, кои што допринесуваат кон успешноста во однос на реализирање на овие акции, бидејќи редовно училиштето е наградувано на една интересна активност од страна на општината, која што се нарекува најубаво уреден екодвор. И нашето училиште на повеќе наврати има освојувано награди. Да, со еко, благодарам. Ето така, честитки. Ние бевме на една таква еко-акција, мислам дека беше заедно со Slow Food водно. Така е. Сега, ова се значи проекти кои што си ги имате во наставни проекти. Остварувате, предпоставам, соработка со училиштата и во општината, и град Скопје, Македонија, можеби и пошироко. Кога ја споменавте соработката меѓу родителите, наставниците и учениците, колку е таа важна и би сакала да позборуваме малку и за инклузијата конкретно во вашето училиште? Соработката е од исклучителна важност и можам да кажам еден од најважниот аспект на воспитно-образовната работа. И сите овие активности кои што ви ги набројав и во наставни активности што ги реализираме се практично невозможни доколку ние не реализираме добра соработка помеѓу родители, наставници и ученици. Основниот предуслов е всушност таа синергија која што мора да постои меѓу сите чинители и целокупната таа, да кажам, грижа, нели, и желба за взаемна соработка се фокусира кон ученикот. Значи, ученикот е ставен како централен фактор, да кажеме, кон кој што сите сме насочени за негов правилен, нели, развој низ воспитно-образовниот процес. И она што е важно, инклузијата, еве како наставници, каква е инклузијата во вашето училиште? Па искрено кажано, ние многу работиме на инклузијата, особено затоа што таа е внесена во редовниот наставен процес. И покрај тоа што и порано немаше лични асистенти, веќе во поново време имаме лични асистенти кои што им помагаат на учениците да работат, да ги совладуваат наставните програми, нормално на нивото кое што е определено за секој од нив, бидејќи имаат индивидуален пристап, соработуваат и навистина може и директорката тоа да го потврди, бидејќи соработуваме и со други училишта, имаме многу проекти, активности кои што ги реализираме со нив, се со цел за доброто на учениците. Еве, Дани, можеш да дополниш секако? Во однос на инклузијата, само можам да додадам на ова што Александра го каже. Од особена важност ни е тоа што имаме силна, да кажеме, координација меѓу инклузивниот тим, во кој што се вклучени сите наставници кои што предаваат во училиштето на децата со посебни образовни потреби, се извинувам. И посебно е важна улогата на нашиот училишен едукатор, специјален рехабилитатор и едукатор, односно дефектолог, во соработка со ресурсниот центар Златен Сремац. Значи, од нив добиваме навистина многу силна поддршка во вклучувањето на учениците со посебни образовни потреби во редовната настава. Меѓутоа, ќе кажам дека инклузијата не е целосна инклузија ако се сведе само на функционирање на овие сегменти кои што ги наведов. Инклузивен тим, ресурсен центар и наставници и дечиња со посебни потреби. Имено, за инклузијата да биде целосна и успешна, потребна е целокупна поддршка од целото училиште, од сите дечиња, од сите родители. И кога сите заедно ќе дадеме една поддржувачка, да кажеме, и позитивна атмосфера на овие дечиња, успехот е неизоставен. А за нас, како наставници и родители, е најважно кога забележуваме дека кај овие дечиња се забележува развој. Така е.
За жал, времето веќе ни изминува. Јас само уште еднашка ќе сакаме вака, се надевам дека нема да ми падне плакетата да ја покажеме. Еве вака, ќе ја земам и ќе ја покажам. Ова е плакетата признание на Александра Митровска, еве вака да се види. Добиена за како просветен работник за 2025 година на град Скопје. Честитки уште еднаш. Благодарам. Доаѓате од нашето училиште, од општина Карпош. Да се множат вака убави награди. Ни се ближи нова година. Еве и ние денеска имаме новогодишна елка. Пред да се одјавиме, би сакала само една новогодишна порака од вас до нашите гледачи, па еве и до вашите ученици, бидејќи се ближи и зимскиот распуст. Така е. Па пред се да честитам нова година, нели, на сите. Многу успех, така добро здравје во новата 2026 година. Но како посебна порака до учениците пред се, посакувам љубопитност и мотивација за стекнување на многу нови знаења во новата 2026 година. На наставниците им посакувам дополнителна инспирација и посветеност во вршење на нивната воспитно-образовна дејност, а дека на родителите им посакувам и понатамошна доверба и поддршка која што до сега ни ја дава. Убава порака. Исто така, јас би се приклучила кон честитките за новата година. Посакам многу здравје, многу љубов, многу среќа на сите, голема поддршка да имаат родителите кон учениците и кон своите деца. Секако во новата година многу повеќе разбирање, многу повеќе поддршка и секако со отворени срца да ги поддржуваме во се она што го работат, бидејќи навистина образованието е темел на нашето општество. Така е. И ние сме секоја тука како телевизија за секоја ваша активност да ве поддржиме, па можеме повторно да ви бидеме гости во училиштето. Ви благодарам, а сега ќе ве ослободам и да се вратите на вашите работни обврски, бидејќи ве чекаат учениците. Така е, благодарим и вам. Јас ви благодарам, честитки уште еднаш и со многу успеси да се видиме повторно во нашето студио.